Да, почитувани мои следачи, верни поддржувачи, ја започнуваме третата сезона. До сега претходните две сезони беа малку теренски, па сега ова во моето ново скромно студио и официјално го пуштаме во употреба со овие момци тука, Стефан и Мартин on Next Time. Меѓутоа, пред да започнеме разговорот со нив, сакам да се заблагодарам на луѓето кои ми помагаат за сето ова да го остварам. Од неодамна го имам Бека Костадинов, човек кој продава половни автомобили. Таму може да се најде автомобил за сечи джеб, за оние од сега кои тука ќе дојдат, значи малку поевтини до најлуксузни возила. Исто така Блажо ќе ви помогне околу средување на документите и се што е потребно околу регистрацијата на самиот автомобил. Но кога веќе имате автомобил, потребно ви е осигурување, а за осигурувањето ќе се погрижат Верица и Саша Стевовски, кои покрај полисите за автомобили ќе ви понудат и многу други полиси. Затоа не оставајте ништо на случајност, побарајте ги, звонете, дознаете што се нудат и направете полиси кај нив. За да се соберат пари, да се заштедат пари, а да се намалат трошоците, тоа ќе го направите преку Сашко Гиевски, кој е пред се многу добар човек, огромен професионалец во работата, ќе ви помогне за оптимизација на вашите трошоци за струја и газ и ќе ви понуди најдобрата можна опција на добавувач, така ќе ги заштедите малку повеќе за автомобил, за осигурување и се разбира на крајот за да можете да отидете во ресторан Цуртраубе, таму да си вкусите многу традиционални македонски јадења кои се подготвени со љубов од фамилијата Стефанови. Таму ќе влезете како гости, со сигурност ќе излезете како пријатели. Дечки, ви благодарам што ми дадовте простор малку да ги представам моите. Да, малку е топло тука. Да, топло, супер убаво. Како сте? Дали се одморивте од летото од Скопје до Мемиген практично, па сместувањето во Штутгарт? Честитки за подкастов, да растеш, да создаваш добри подкасти, добри емисии, да ги фала што ги поддржуваш и не поддржаш сите ние што доаѓаме од Македонија. Нас ни е чест. Убаво е да сме во Германија, во Штутгарт премиерно. Се одморивме, нормално, не бевме премногу зауморени, затоа што цело јануари го одмараме. Видите, еве сега почнуваме со февруари, крај на февруари со работа и тоа не исполно и тоа не прави среќа. Мартин, како си ти? Супер да ви кажам, право. Добре. Да, убаво. Вчера малку заморени, меѓутоа се... Па добро, ти види, тоа е нормално после оној авионски пат лет, што го имаш. Та припрема се бајле на наш трип, се бајле да стигнеш, да се сместиш такви работи, но сепак сме позитивни, одморени, едва чекаме да се сретнеме со Македонската публика во Штутгарт утре. Да. И Мюнхен задутре. Така, тоа сакам да кажам, сите концерти од вашата турнеја во Германија. На 28.2 Штутгарт, 1.3 Мюнхен, 14.3 Майнц, 15.3 Дизелдорф, 21 Хамбург и завршувате во Берлин. Што ние да очекуваме како публика, кој репертоар ќе биде, кои песни ќе можеме да ги слушнеме од вас, онака од прилика кратко? Може да очекувате добар музички настан, добар музички перформанс, тоа што го правиме најдобро да го осетите и вие. Репертоарот ќе биде составен од све она што го правиме низ кариерата, ќе имаме и делот. Ќе подсетиме публиката на дел од нашите песни пред да ги правиме овие патриотски обработки. Тука нормално не може концерт да помине без повеќето обработки што ги направивме за проектот Мајка. Дел други песни кои што мислам дека имаме репертоар каде што луѓе ги знаат сите песни горе-долу. 99% сигурно ги знаат сите песни, новата песна Океани, која што нели луѓето сваѓа како ја доживеа како
за сите оние кои што напуштаа Македонија, така да Не дирнавте малку нас диаспората. Добро. Наверно беше тоа, мислам да се... Мислам дека опишавме реалната ситуација низ цела историја, не само за денес или за вчера, или за утре, меѓутоа низ цела историја. Како во Македонија. Сами го кажа, од рок стил, па сега ова е нешто модерен стил, меѓутоа патриотските песни ме интересира дали нешто разбуди кај вас тоа што потекнувате од еден од најреволуционерните краеви на Македонија. Добро, да. Дали има нешто некоја поврзано? Нормално дека си влече се тоа. Ние впрочем со преку нашиот татко ги имаме запознаеност и тоа неколку од овие песни. Или како растеш, како создаваш музика, после се запознаеш со остатокот од народните песни. И мислам дека кога ги одбиравме песни, кои песни ќе ги преработуваме, гледавме да има нешто што нас не привлекува, нешто што има за македонски дух, комитски дух. И да, од малија пееме ја излезе Ѓурѓе, што слушам кај шумите, тоа се песни што од деца сме ги пееле. Среќа еве ги преработивме сега и луѓето имаат шанса да на некој начин да ги препознават и по нашите изvedби. Да, Од кој крај доаѓа си? По татко сме нели од село Жван, а по мајка сме од Драчево. за мене интересно, пошто јас сум од Демир Хисар. Да, Ја излезе Ѓурѓе во Прибилци, значи по потекло и дедо ми се уште живее во Прибилци. Ти кажав уште вчера, уште немаме отидено во Прибилци, тоа е на наш минус е тоа. Знаеш, кога и да патуваш во Македонија, се некако брзаме, ние никогаш не можеш да застанеш во ајде да видиш ова, да посетиш тоа, но се надам дека ќе летово ќе отидеме ќе го запознаеме тоа македонско И што може би заедно да одиме таму. Се разбира, зашто не. Колку често одите на тој крај, мислам? И кога одите во Жван, Па добро, со оглед како го користите селото? види, со оглед на тоа дека татко ми таму живее во село Жван, таму се одлучи да се живее човекот, си го сака селото, природата, земјоделството, сточарството. Одиме често, мојата сопруга и од Кичево, така да јас и тука сме близко, знаеш кога ќе одам кај бабата, луѓе кај татко да видам. Така да, но со оглед на врските не можеме да бидеме често, кој да имаме прилика, одиме. Јадеме гравче жонско. Најубаво. Да. Сега, турнеи Австралија, Германија и приватно патувате по многу држави и градови. Доколку треба да изберете, да речеме, некоја метропола за живење или пак село со сите своји убавини и неубавини што ги нудиете како Жван, да речеме, што би избрале сега во овој момент, каде ви сакате да живеете? Ама искрено. Искрено. Ја дека се доживам дека сакам да гледам кога ги се раздувам море, океан, нешто така. Сакам топли места. Не ги сакам ладните, меѓутоа сакаш ако ме прашаш од Македонија или од светот? Веројатно од светот. Метропола, се свиѓа некоја, Австралија многу, меѓутоа за мене најнегативната ствар околу таа земја, тоа што кога ќе свртиш лево и десно, знаеш дека свет е далеку од остатокот од светот. Така да, меѓутоа е многу убаво, имавме среќа да имаме две преуспешни турнеи и да видиме Австралија во едно друго светло, значи да уживаме и да работиме. Меѓутоа не работиме од 8 до 4, работиме музика каде што стварно и си го живееме сонот. Запознаваме нови луѓе, добиваме нова почит од тие фанови луѓе и тоа не исполнува. Имаме несекојна работа и затоа реков го живееме сонот и полесно така кога го гледаш светот. Меѓутоа, ете, за живење стварно би сакал да се разберам, гледам вода. Да, јас искрено сакам вода, некако студ почна ми смета. Да речеме еве Австралија би живеел. Значи избираме метропола по Освен Македонија. Да. Дали некогаш сте размислувале, например, доколку едниот од вас, сега вие сте поврзани во секој поглед близнаци и изработите заедно, доколку еден од вас одлучи да живее некаде во друга држава, како би се осеќале? Тоа треба Стефче да обраш. Знам,
Што влечи малку на кај Сега Австрија. да ми избега. Мојата понежна половина живее во Австрија. Ја идам во Австрија поради љубов према мојата сакана или девојка. Не идам затоа што треба да работам нешто или слично. Мојата работа главно е во Македонија, живење, меѓутоа, ете, животот више 4 години, изминатите 4 години ме натера да поради љубов да патувам често и мислам дека така ќе ми се одвива и остатокот од животот, патување. Ќе види дете го ќе си. Па здравје Боже. Спомна дете, неодамна стана затоа е од родител. искуство. Сите ние ви честитаме, ви посакуваме се на убави моменти со керката, така? Керкичка. Керка. Да, керка Лијана, ете татко сум веќе пред 4 месеци. Осетиш некакво влијание сега на работата, на кариерата со дете? Па добро плюс види вас се нешто? вчера стануваме на аеродром да одиме и не ти е убаво чувството да го оставиш дете од 4 месеци некако, но знаеш, на крајот од денот одиш за убави работи и знаеш дека ќе се вратиш и дека ќе Придонесуваме за нив, работиме сега. дека мора да се работи, возможно. веќе нема за мене работам, него работиш за детето. Сега да не биде звучи дека е работа музика, што морам, него пак како што кажа Стефче, тоа ми е среќни сме што го работиме ова и што сме имали прилика да екзистираме од ваков тип на работа што се вика. Така да, работам и стварам за дете. Не. Се вратиме малку сега пак на музиката. Одесетливите многу. Да, мене се темите осетливи. I get very emotional. Овие патриотски преработки, сите знаеме, па започнавте со рок, не представувавте на Евровизија. Дали се чувствувате сега така комотни во овие патриотски преработки песни, или пак го работите затоа што осетивте дека вози брана на публика да го сака тоа? Дали сте комотни или од Сега што да мора? прашам ја нешто. Не можевме да го сетиме бранот, затоа што бранот претходно као да беше заборавен, као да не постоеше и затоа не сме направиле оваа музика со цел еве да заработуваме и заработката ни иде попратно као дел од успехот. И затоа што секој во животот работи за да добие и финансиски средства, нормално. Така да и ние не можеме сега кај што ќе ти текне да отидеш без пари да пееш или било што, ова не е кариера, ова не е работа, меѓутоа се што правиме во кариерата е настанато од љубов. Зашто? Затоа што кажа дека сме од Емир Хисар, влечеме од таму корења, ја осеќаме повеќе таа комедиска музика и тоа е природно ни доаѓа. Пред нас беше некако подзаборавен на таа музика патриотска, бар од младиве изведувачи, или па немав мајке за стам, како општо кажано, младите како се вика, храброст да влеземе во такви проекти, затоа што сите беа навикнати да прават поп-хитови и би било чудно за млад да направи обработка на патриотска песна. Сметавме дека таа музика за тие што пеат во кафани прослави. Меѓутоа добивме идеја дека таа музика може да звучи различно, да не звучи да го смениме на рувот, да го смениме од делото. Што би се рекле за живот? Да, со цел да допре таа музика до младите, затоа што во тој период имаше голема транзиција во Македонија и нели и политички све, нели ова со имиња со све. Ние сметавме дека на народот му треба да му се зајакне духот, а може преку култура, една од сорсевите, нели културата, може би најак. И сметаме дека треба да се одржуваат во живот тие песни, затоа што една земја без култура и традиција не е земја. Значи си знаете улогата дека Па сметаме природно ни да, меѓутоа како растеше успехот на тие песни, сфативме дека правиме добра работа и со тој успех едноставно за секоја следна песна ќе има поголемо влијание кај младиве, кај публиката. дали можеби имате план да направите авторска патриотска македонска песна?
Па ете, Балкан. Малку Да. во овој Да, стил, да, во да. народно. Се шала, меѓутоа пак е нешто ново, меѓутоа влече у тој поглед. Не мора да се со зборови за некој си Комити, патриоти. меѓутоа све е дел од патриотизам. Може на различни начини да се карактеризира. Но свегаш така да може да се направи, извини што ти го зборот, кога би добиле прва идеја за тоа, би седнали би направиле. Меѓутоа сега за сега мислам дека повеќе сакаме да се испробаме во на поп сцена каде што мислиме дека ни фали еден добар или одличен албум поп, авторска музика, каде што ќе си докажеме и себе и на другите дека има креативност во нас и елан за, нели, за... Ја не би докажал на други никогаш, стеше да Па, докажам. не, мора Добро, се шалам, ама сакам да кажам дека дека мислам дека овие 20 години ако не сме докажале ние некстон што значи на естрадата. Искрено ти кажам и од колегите не осеќаме некој фидбек дека според тоа како ни престојува, ја не осеќам дека некој респект имаме, некој најголем за овие 20 години, но не си го тераме. Ама на крајот е најбитно си го публиката. тераме да. патот, затоа Од- ние од сме мене има, од мене. да, ние сме луѓе што си го терат својот пат, кој што сака нека мисли. На крајот од денот е битна публиката и таа пресудува и Точно. не осудува за секој наше дело што ќе го направиме. Дали е добро или е лошо. И концертите, кога искочиш на концерт, дали е полно или не е полно. И како реагираат тие што се тука присутни. Ми го одговори следното прашање, во кој правец сега сакате да се движите, ајде да ја прокоментираме малку повеќе Океани, бидејќи навистина направи бум, не знам колку, скоро 2,5 милиони веќе има прегледи. Како се случи тој спој со Слаткар, кој беше иницијатор? Повеќе има. Па добро, тоа беше реална иницијатива на Слаткар. На турне во Австралија бевме и се слушнавме со на Вибер. Правиме нешто муаве, да едно друго, и нашиот букинг менеджер Дарко Жевер што го викат, што го тагираат по сторија. Вика, бе, на марчем некам незгодно, ама сака да направи нешто со вас, викам како може, не кажал до сега човече, пошто сме школски другари, не може, ние во иста куќа работиме продуцентска и сито слично. И викам, ајде му се јавиме, се слушнавме со дедото, нешто, зона разлика кај нас вечер таму. Викам, бе, шо е работа нешто, да бе, да имам некоја идеја, знаеш, вамо таму, да се видиме како дојдете. И седнавме кога се видовме кадеш кај Лазар Цветковски во студио, ја пушти песнава и да бидам искрен, тотално не е мој фазон. Значи, искрен сум и укола може ти кажа вчера. кажа дека не си Да, викам, воодушевен. ја, брат, ова немаш шанси да искажам. Значи, ама тоа на крајот едно сваќаш дека е, како си да транзиција од едно во друго кога влагаш, многу е тешко да прифатиш тоа. Страф, веројатно. Да, прифатиш, пошто веќе уште сме навикнати на ние уште го свириме ова патриотско. Ја не можам да сватам дека искачаме од таа зона. И викам на Стефан, не знам што сакате правите, не ми фаќа уво сега. Ми даде шанса да Имаше некои грчки таму темички и викам, не шанси. Меѓутоа, Седнавме нели го. Викам добро, ајде, може би треба се даде простор да се влезе да се одработи нешто ние да внеснеме како артисти што би го смениле изгледот на песната. И Слаткар е човек што прифаќа нели добри работи, сугестии. Ние го натеравме, во принцип не беше неговиот дел, рецитирачкиот дел не постоеше во песната. Викам, брат, ако видиме ние во ова, дај му мораш и ти да се вратиш во рецитирање. Со својот стил. Да. Викам, пошто викаш не си пеач едно друго, дај, рецитираеш. Жими се ги речев. Оди на страна, го пишува текстот за 5 минути, додека Стирче правеше теми за референдум. Многу брзо го напиша тој негови стихови, што за мене е реално фасцинантно како твори тој човек. Така да на крај Лазар си го испродуцира целиот звук, го донесе до степен каде што ете. Да се надоврзам, Мартин да беше поскептик, меѓутоа ја уште кога прво мене ме контактираше со демо Слаткар и јас седнав на
отворив Cubase програм со микрофон, стави вокал на песната, да видам како звучи. Затоа што кога некој друг ти пее, имаше Лазе пееше основната мелодија, тој што ја правеше песната. И некако не ја доживуваш као исто као ќе се очуе својот вокал. И ја стави да видам као лепи на мојот вокал, не беше лошо, знаев дека ако не е лошо, доека не ја знам песната, кога ќе научам повеќе па ќе даеш некаков финесак, може да звучи уште подобро. Рекол на Мартин, мене ми се свија песна, многу добар текст има. Мораме да го искористиме тоа, затоа што не се гледаме, ако се враќаме после патриотското, ни треба некој добар издржан текст, не ни треба те сакам, ме сакаш, ми фалиш, не ми фалиш. Значи сметаш дека е еден добар прелаз. Ама ја му викав, абе не можеш викам да пееш тоа, седам во кафана, пијам, Ја па упорно, тако а ја упорно, глава, ја го гледав како е пазарот во Македонија или народот, тоа не обкружен. Ние не сме ресторан момци, повеќето сме в кафана, ме сваќаш? Да. Сакаме вино, сакаме ракија, сакаме дружба и секогаш кога ќе се отидеме од оваа земја Македонија, тоа ни фали таа дружба. Кафаната е метафора како можеби за социјален живот. Ме сваќаш? Со другарка му сакаш било кој време у Македонија ќе рече ајде идеме до кафанчено. Тука можеби у странство кога живееш немаш толку време за тоа. Така. И сватив дека тој дел не треба да го отфрламе, туку тоа не поврзува, тоа не обкружува и дека Тоа е веќе во нашата традиција како да е. Да, а што е тоа што ти кога ќе отидеш у странство, ако го немаш, можеби браќата, можеби не се со тебе таму, може мајката, таткото не ти се таму и може да имаш добра иднина, убав живот во странство, меѓутоа ти фали пак нешто во таа твоја родна земја. И да, и на крајот поентата, можеби некој луѓе гледам дека малце погрешно сватили на целата песна, не е дека луѓето на животот на луѓето што се надвор од државата им е тежок. Значи во принцип не е тежок, но сакаме да пишеме дека колку и да си среќен негде, има нешто што секогаш те враќа дома кон семејството, кон роднини, кон родна земја и такви работи. Или нешто може да се толкува Да. некако сака начин, меѓутоа пораката е. Она чувствуваш кое што со пари не се купува, едноставно само може да го почувствуваш дека на фалење. Не може да се реди, ми фали тоа. Не се купува тоа чувство, ме сваѓаш. Ако ти фали, значи стварно ти фали. Не може да реди себе ти 100 евра, нема да ми фали. Ме сваѓаш, едноставно има некои работи што ти фалат од живот. Надвор од работата, од концертите, приватно, пак сте заедно постојано или? За различни животи имаме, женете, јас сум живеам на страна. Не, гледам, сакам да го поврзам со спорт, фудбал ќе гледам. Имаме другар од Кичево вика, абе брат, од спот на спот се гледаме. Ја мислам дека ние упорно живееме, ќе се гледаме толку ретко, да. А меѓутоа со тоа што патам нели у Австрија, често знаеме да бидеме, да не се видиме 10 дена, колку што ја идам на пример, кога може. Сега поише го игнорирам. Ти повеќе тенис, мислам. Играм тенис сега. Секој ми игнорира. Викам да, имав некак повреди на рака, на нога, на такви работи, па. Така се одржувате енергијата Абе се и одржувам, не викам дека мотивацијата. сум одржан, ама пробувам, сега сум малце, знаеш. Сакам да упатам порака за Да, спортот по дека принцип многу- да, спорт многу сакаме, дури мислам дека би ги ставил на исто место со музика. Значи, ние сме од деца тренираме фудбал. Од 6 до 18 години фудбал тренираме. Секој ден идеш на Кој играте на Ја играм уште, играм уште по Играм, 2 пати да, неделно играм. Валдар, јас во Пелистре може да се имам и... Со у Ѓорче Петров бевме на крај, младици заврши феал, порано заврши. Он се фати порано за Не музика. игравме во Варвар, само почнавме во Варвар као петлиња, така као мали. Ама игравме во други клубови. Јас се сеќавам во Ѓорче Ѓорче Петров, Петров, таму да. имам доста играно, може би да сме Да, се. Илчо Георгиевски не беше последниот тренер, мене И од тогаш тој направи кариера. И од ставаме пријатели, да, а сега гледаме друг клуб имам, така да, тоа е. Ви благодарам многу. Фала Тука ти. некаде тоа она што сакав да го пренесиме, да ви посакам успешна турнеја, тука додека сте, 6 концерти, па после тоа да се гледаме можеби Добре. во други градови некои. Важно. Ние сме тука.
Фала ти. Ако сега да нешто за крај, да. Поздравиме сите што те гледаат, што го поддржуваат твојот подкаст. Сите македонци, Ќе направиме право- ние subscribe после на нашиот канал. Поздрав во сите македонци, балканци што се во Германија. Тука сме март месец, ги кажа на почеток датите. Се гледаме на нашите концерти, дојдете доколку можете да се дружиме и певаме. Дојдете обавезно, слушајте друга музика, не е ништо забрането, меѓутоа поддржувајте ги нашите македонски изведувачи што доаѓаат тука во Германија. Благодарам уште еднаш. Благодарам ви. Ала.